Во пресред на грејната сезона од територијалната противпожарна единица Тетово, со апел до граѓаните кои користат огревно дрво навреме да ги исчистат оџаците со цел превенција од пожари. Нивното искуство во досегашната работа покажува дека и покрај законските прописи за исполнување на оваа обврска, ваквите пожари се чести во зимскиот период. Минатата година пожарникарите 80 пати гаснеле пожар предизвикан од запален оџак. Овој период пак имале само една таква интервенција со оглед на временските прилики, бидејќи поголем дел од граѓаните се уште не ги загреваат своите домови. Пред грејна сезона да апелирам до сите граѓани на општина Тетово и останатите 5 други рурални општини кои покриваме, да бидат по предпазливи околу пожарите на оџаците, бидејќи располагаме со некој податок дека лани во текот на грејната сезона сме имале од вкупно 137 интервенции на објекти, 80 значи пожари или околу 60% биле пожари на оџаци. Кога правиме молбе за пожар на оџак, некој мисли дека е оџакот ќе гори и нема ништо да има, меѓутоа се појавуваат огромни значи материјални штети преку горењето на оџаците. Дали ќе спукаат зидови по оската на движење на оџакот или ќе фати кровна конструкција па ќе изгори цела куќа, значи има многу такви примери, каде што најголем значи виновник околу тоа е оџакот. Меѓутоа, пак ќе речем дека луѓето се најголем виновник затоа што не ги чистат или не ги одржаваат оџаците како треба пред за грејната сезона. Сега во овој период, например, треба да бидат најактивни да ги чистат своите оџаци. Освен граѓаните кои живеат во куќи и станарите на зградите, односно куќните одбори, треба да ја исполнат законската обврска за чистење на оџаците, секако заради својата, но и безбедноста на соседите. Граѓаните треба да извршат проверка и на електричните грејни тела кои ги користат во домовите во текот на зимата. Јас верувам дека во оваа држава има оџачари, значи или издруженија кои работат или фирми кои работат за чистење на оџаците. И не е оправдување дека кучни одбори дека не треба да поведат сметка за чистење на, без разлика дали еден или сите по вертикала греат на еден оџак. Поголемиот проблем се јавува каде овие надградливе, каде што веќе имало излез од оџак, па сега се надградува нешто и треба да се продолжи понатаму, па тоа не се прави квалитетно, па тогаш значи се случуваат овие работи каде што има запушување на оџаци. Не можат оџачарите заради таа надграда да дојдат до оџакот да го исчистат и до тие проблеми. Би апелирал значи да Дирекцијата за заштита и спасување ги посети овие значи одбори и да им укаже или да им каже дека тоа е казниво за закон, дека мора да ги чистат оџаците, дека едноставно заради себе и својата фамилија оној што грее треба да го чисти заради својата безбедност на фамилијата и на куќата и на имотот што го створил. Инаку оваа година е регистрирано зголемен број на пожари со оглед на екстремно високите температури, кои преовладуваа во летниот период. Од почетокот на годинава до сега, тетовските пожарникари интервенирале 870 пати. Најголемиот дел од пожарите завршиле со голема материјална штета. Оваа година имаме дури 870 интервенции до сега, од кои близу 70% се со голема материјална штета. Од нив, значи, околу 230 пати сме интервенирани на отворен простор на шумски пожари, на шумски полски пожари, за време на жетва многу, значи, стрништа ни гореа, од тие стрништа значи, се префрлаше ни гореа и цели жита нажнеани, значи тоа е огромна материјална штета. Да не зборам за шумите во секој случај оваа година бележи зголемување, значи некако околу 20% на сите пожари
во однос на периодот од лани. Само еден повик на бројот 193 е доволен тетовските пожарникари да им излезат во пресрет на потребите на граѓаните. Затоа и апелот оваа телефонска линија да не се злоупотребува. Воведувањето на втора смена во детските градинки во Тетово нема да го реши просторниот проблем со кој подолг период се соочува ова установа. Директорката на градинката Младост Тетово Рамија Доути рече дека само со изградба на нови градинки, листата на чекање за упис во градинките во Тетово која секоја година се зголемува, ќе биде минато. Но за сега ваквите капитални инвестиции не се најавуваат ниту од централната, ниту од градската власт. Не може да се намали бројката со втора смена, бидејќи родителите кои одат во смени, значи ги носат децата една недела прва смена, една недела втора смена. Ретки се тие родители, значи кои идат само втора смена. Затоа тоа не ни е, да речеме, оптеретување, но им излагаме во пресрет на родители кои имаат потреба попладне да ги згрижиме децата. Не ви облажа малку просторниот проблем, барем малку еве што се вели. Па може малку би ни помогнало, но не е тоа што се мисли дека ако се отвори втора смена, еве веќе немаме да бидеме над капацитет. 5 објекти на детската градинка Младост Тетово имаат просторен капацитет за згрижување на 500 деца. Но во објектите со одлука на Советот на општината престојуваат 300 деца повеќе од предвиденото, а над 200 се на листа на чекање. Од раководството на градинката велат дека за облажување на просторниот проблем дел од просториите од одредени јавни установи во селските средини, кои се во рамки на општина Тетово, се пренаменуваат во детски градинки. Се работи на тоа да се растерети Тетово со градинки, значи сега имаме еве на крај завршени се работите во објектот во Джепчиште, каде што очекуваме по неколку барања од Министерство да ни набави инвентар за да започне група, објектот со работа. Уште не ни е доставен инвентарот, но во моментот што ќе се достави, објектот е спремен за работа. Тогаш би ни се растеретиле нашите објекти кои се во градот. Во Тетово повеќе од половина век не е изградена ниту една детска градинка, само во еден објект се згрижуваат деца во втора смена. Родителите дополнително во наредниот период треба да се изјаснат дали имаат потреба и во другите објекти да се воведе втора смена. Во Гостивар со свечен собир беше одбележан денот на македонската револуционерна борба 23 октомври. Прославата по повод празникот ја организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци во соработка со Средното економско училиште. Присутните гости преку историски осврт се потсетија на формирањето на Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлегува внатрешната македонска револуционерна организација, како и на нејзиното историско значење за ослободителното движење. На денешен ден, овие 6 мина ја создадоа првата се македонска организација. Организација која со тек на време си го менуваше името. Но во сите нејзини имиња остануваат две придавки – македонска и револуционерна. Токму затоа, преку денешниот ден, сега веќе државен празник, го славиме и му се поклонуваме на делото на тие 6 мина Прометеи. Го славиме денот на македонската револуционерна борба. Водени од длабоката љубов кон Македонија и македонскиот народ, тие беа свесни за крепкоста на македонската ослободителна борба. Борба пред која беа исправени бројни предизвици и странски пропаганди. Во делот на културно-уметничката програма од одбележувањето учествуваа средношколци од рецитаторската секција во економското училиште. Како црна сеенка да исчезне од градовите и селата заробени, да согори и да тргне тој воз на слободата, право, по шините до кротката историја на една борба. 23 октомври, историски ден, важен ден, врежан во историјата македонска,
како срцата во нашите тела за нашата сегашност, за нашата иднина, за нашиот народ и татковина, за нашата мила Македонија, во која маката и тагата владеела. Во Македонија 23 октомври се слави како државен празник 11-та година поред. Утре е неработен ден за сите граѓани. Во изминатиот период имавме претежно сончево и топло време со свежи утра и краткотрајни магли во котлините. Временските услови беа поволни за извршување на некои земјоделски работи на отворено, но сушниот период без врнежи од дожд во изминативе 2 недели ја отежнуваат состојбата со есенската сеидба, која се изведува во исклучително тешки почвени услови. Според прогнозата за наредната недела се очекува период каде ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд кој треба да трае до среда. Овие врнежи би требало да ја поправат влажноста во слојот каде се сее пченицата и во длабоките оранични слоеви, со што позитивно ќе влијаат на есенската сеидба. Инаку под влијание на влажен и студен воздушен бран, од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд кои повремено ќе бидат пообилни. Во понеделник попладне во источните и југоисточните делови врнежите ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен јужен ветер, а кон крајот на денот и ноќта ќе го промени правецот во северен. Во вечерните и ноќните часови на високите планини на север врнежите ќе преминуваат во снег. Врнежите ќе продолжат и во вторник на повисоките планини, во северозападните делови ќе има повремени врнежи од снег, ќе дува и засилен северен ветер, кој ќе предизвика значително намалување на дневната температура на воздухот, која ќе се движи во интервалот 8 до 15 степени. Во среда ќе преовладува променливо облачно и студено време со повремени локални врнежи од дожд, особено предпладне. Ќе дува на повеќе места засилен северен ветер. Вкупните врнежи од овој влажен и студен воздушен бран на места ќе надминуваат 40 литри на метар квадратен наврнат воден талок, а брзината на северниот ветер во вторник и среда на повеќе места ќе достигнува и над 60 км на час. Финансиската нестабилност на општините и зависноста на локалната од централната власт се должи на недомаќинското работење од една страна и на нерамномерното распределување средства од буџетот од друга, вели министерот за локална самоуправа Сухел Фазлио во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Јас мислам дека најбитно е да се надеваме дека народот избрал добри, честни и одговорни градоначалници. И во централната власт да се надеваме дека имаме одговорни, честни, транспарентни функционери, кои што најпрвин пред нив ќе го имат интересот на граѓаните. Кога ќе имаме таква комбинација на луѓе што ќе раководат со институциите, тоа ќе значи дека тие пред се ќе им бидат интересите на граѓаните и ќе соработуваат за подобрување на животот на граѓаните. И ќе ги остават на страна политичките комбинаторики, ќе се посветат на работата за да успее државата да оди напред. Еден од интересите на Наблюдувачката комисија за локални и регионални власти е токму соработката на локалната и централната власт по изборите. Досегашната пракса покажа дека градоначалниците кои доаѓаат од опозицијските партии на одредени општини се најчесто дискриминирани од централната власт во неколку сегменти. Како планирате да прекине и да ја сопрете оваа пракса? Па праксата ќе се прекинува со самиот факт дека ние веќе ја научивме лекцијата и видовме дека со таков темпо не можеме да успееме како држава и како општество. Мораме да се посветиме на сериозна работа, заеднички, без разлика од која политичка партија доаѓаат градоначалниците. Од моето министерство ќе имат отворена врата секогаш за секоја соработка. И верувам дека и градоначалниците новите ќе сфатат дека само со соработка заедничка можеме да ги промениме работите на кај добро. И ние сме имале можност да видиме дека со
со игнорирање на власта, со игнорирање на општините, дојдовме до ситуација каде што бевме. При вашето излагање на студена од влада рековте дека еден од најголемите проблеми на општините е нивната финансиска нестабилност и зависност од централната власт. На што се должи финансиската нестабилност на општините и како можат да се надминат блокираните сметки? Како што кажав на почеток, тоа е поради еден од сегментите е поради недомаќинско однесување, а вториот е од нерамномерна распределба на средствата од страна на централната власт. Ние сега сме на фаза на анализа, формирана е работна група од сите министерства, која треба да ги анализира начинот и методологијата на распределба на дотации и капитални дотации. Откако ќе знаеме точно дека каде е причината, тогаш ние ќе најдеме и решение базирајќи се во тие анализи. Кои се најчестите проблеми на општините, на што најмногу ги трошат парите? Најчестите проблеми им се затоа што наменските дотации од страна на централната власт речиси 70 или 80% ги трошат на плати. И после кога почнуваат проекти од кои што немаат обезбедени средства, се задолжуваат. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за локална самоуправа имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб ветер од западен и северозападен правец. Утринските температури се движеа од 5 до 13, а дневните од 15 до 23 степени. Утре не очекува облачно време со врнежи од дожд, кои повремено ќе бидат пообилни. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен јужен ветер, а кон крајот на денот и ноќта ќе го промени правецот во северен. Во вечерните и ноќните часови на високите планини на север врнежите ќе преминуваат во снег. Утринските температури ќе се движат од 5 до 10, а дневните од 11 до 16 степени.